121 ден не поминат откако граѓаните на Република Македонија бараат оставка од Никола Тодоров поради излегувањето од надлежностите кои што ги има како министер за здравство, иако веќе очигледно функцијата му преминува во министер за смрт. Тамара Димовска е еден, ќе речам, светол момент за демократијата, затоа што го разбуди граѓанството, од друга страна го разбуди на многу црн начин, со тоа што едноставно покажа колку многу ни е скапано здравството во сршта на своето постоење и колку ние сме пациенти, впрочем, станати во бирократија, во една администрација, во една папирологија, колку не сме почитувани. И едноставно бараме одговорност затоа што ја оставија Тамара да умре без никаква совест, без никакво чувство на грижа. Може би тие во почетокот сакале да пројават некаква грижа, со тоа што самиот Никола Тодоров пројави интерес да обезбедат средства за плаќање од тие 30.000 евра за Тамара. Како авторитет му поверувавме и ни ја одзеде не само желбата, туку и правото на хуманост да ние ги собереме парите. И кога имате авторитет кој што излегува и го кажува тоа дека ќе се обезбедат средствата, а при тоа не ги обезбедил средствата во најбрз можен рок, а случајот беше итен, се доведувате во ситуација да се чувствувате излажани и гневни затоа што ви одзеле право едноставно да помогнете на едно девојче кое што можеше да добие можност за живот. И тоа девојче веројатно ќе трчаше и ќе се бореше заедно со нас за други случаи. Да не се повтори никогаш, Тамара. Никогаш да не ни се повтори. Кога се добија двете оставки на Маја Парнарџиева Змејкова и на Џемали Мехази, кои што беа последни во таа хиерархија, последни во низата, народот може би во одреден сегмент се задоволи, но главниот виновник во целата оваа ситуација е токму Никола Тодоров. Затоа што овај протест денеска е токму против функцијата на Никола Тодоров, кој што мора да се замине од својата функција. Особено сега, откако се шират шпекулации дека можеби ќе бил дел од преодната влада. Недозволиво е луѓе кои што индиректно придонесоа за смртта на малата Тамара да бидат дел од каква и да е влада, не преодна никаква.